Во првиот разговор од овој сет, лично од устата на Сашо Мијалков, јавноста ќе слушне, потврда дека полицаецот Игор Спасов, припадник на единицата за специјални задачи, бил на должност кога го извршил убиството. Како што вели Мијалков по наредба за обезбедување како припадник на единицата. За Јанкуловска најважно било власта да си го тера, како што вели она од вчера, мислејќи на режираното апсење на Љубе Бошковски. Од разговорите кои што следуваат, јавноста ќе слушнете уште една потврда дека прикривањето на вистината за убиството на Нешковски доаѓа од структури во МВР и обезбедувањето на Никола Груевски. Дејан Митровски Урко, обезбедување на Груевски и признал на Јанкуловска дека 2 дена се прикривало убиството, за како што потврдува самата Јанкуловска, да видат што да прават. Ало? Ало, ај момент само со директорот да се чуе. Ајде. Ало. Ало? Што направите? Тука се кај мене сите Горанчо Апостолово. Аха. Слободно може да кажеш дека рашите. И што испадна? Испадна од 10 за припадник. Го има удрено место кај ти незгодно. И овој починал што да прави, што е тоа? Добро се случуваат и такви работи. Тоа е тоа. Се случува, битно го решетувам и да го... А не бил на должност, така? Овој. Должност, како не бил на должност? Била? Ба бил на должност по уствена наредба, знаеш, кога има такви настани, обично се исплаќа да го обезбедуваат просторот. Значи, он не го обезбедувал премиерот, туку просторот. Да, јавен ред и мир. Митингот. Ништо се, тоа е. Кој да е? Тоа е овие, што дигаат паника па ти, кај се решава сега ваков случај у еден саат, ако нешто сака. Не бе, ние да немаме притисок. Да, и никој не кажал, ама пак е индикативно што... Особено ни требаше еден ден, ќе се каже, дека... Да, Иво ќе ти објасни тоа. Кој идентификуваме со отпечатоци. Урко, трни го бе телефонот. Кој испадна сега дека е? Ало. Ало? Кој испадна дека е убиениот? Некој джанкер. Добро, ма и тоа нека си се каже. Да се спомне дека уствари имал нарушено здравје. Вината ја, знаеш, ја префрламе на кај него. Джанкер, тоа е негова определба животна. Да. Не, добро се, ние и да е джанкер, не... Не е решение да го утепа некој. Таа гужа... Добро се. За комунјарите, што да речам сега? Нека пукнат. Една работа не ни помина без некој малео. Супер ова што се расчисти да си го тираме ние другово од вчера. Да. За да не зема централно место, сега за што ќе протестираат? Губиме. Добро, супер, шум се расчисти, одлично. Одлично. Така. Кажи ми ако е таму премиерот, кажи ми готово. Па ќе му кажам, ја искочив за да зборам на телефон, да не ме слуша сега цела влада, ќе му кажам сега да знае дека е завршено. Океј, хајде, чао. Ало. Што правиш бе, Мартин? Абе, детево наш член било од Карпус. Па јас ти кажав, приказната што ти ја кажав преге, таа е. Значи, до збор. Од овие некој? Па, со усна наредба, чекај се, вака меѓу нас кажано, на кого може Урковци усна наредба да му издадат? У единица у која не се старешини. Така? Се нервирам, зашто еве за ваков случај не можеш бе да го скриеш. Не можеш да го скриеш, убиство имаш, мртов човек имаш. На време да не кочеа... Што е причината за убиството? Не е, види се, причината за убиството. Овој, прие што ти кажав, дошол Малиов у дом на Арама. Сакал да влезе, овие го избуткале, пошто овој што е од Тигриве, од нивнава банда, бил и таму. И после го виде уште еднаш, на искачање кој искачавме од Арама, и детево се сопнало и овој го скрши од мајне. Значи, нити бегал, нити не давал да му стаат лисици. Само се нервирам, значи,
2 дена фактички, еве, добро сега што се затвори случајов, 2 дена јадеме ќутек кон никој. Место и така за ваква работа не можеш без пријава да поминеш. Место да кажат ваква и ваква белја направивме, ај сега како да се вадиме. Се нервирам зашто толку изгубивме на овој случај. Тоа е, ќе пегламе. Значи, уште некој јак ќе спукаме, а бе љубени пропадна ради овој. Да. Мислам, не ни пропадна, ама ја сме, знаеш, како триумфалистички. Да. Сега ја се кријам денес, не давам изјави, никој не искача у јавност, место да се фалиме, да се чаталиме. Али се на се добро е што се затвори случај. Само вака си се нервирам, што е така некој со малоумен, не му текнува дека не можеш убиство да скриеш. Борде, може ли уште денеска предистражен да отиде овој? Може, ама треба прво препознавање да се направи. Сега со Урко се расправав на телефон. Тоа е, што да ти кажам. 2 дена чекале да видат што да прават, бе. Така ми вика. Ја му реков, викам, требаше одма да кажете брза помош, нешто ќе направиме, ќе Да. изведавме некако се. Мислам, не да И овој уште, па за тоа му се јави, овој идиотов негов, изјава дава дека не го тепал. А овој избумбарен не се познава кој е. Ало, Ало? кажи бе, Иво. Ало? Абе те слушам, ти викам кажи. Добро, сега ми се јави Апостол, тоа од Белја у Белја. Многу боле ќе беше да идевме со првата варијанта, ја што ја мислев дека сме го привеле. Сега се прави овој на будала, ја не сум. Не сум се пријавил. И што ќе правиме ако остане вака? Не знам што ќе правиме. Ама Идиот. многу лошо е. Ако остане вака е ептен лошо. Испаѓа дека сме лажеле дека ајде сам се пријавил, ама ако на суд идеме со варијанта овој освен негово признание немаме друг доказ. Ке имаме, ќе направат вечер препознавање. Само што знам, малку ми е чудно, нели овие очевидци ве вика Крупен, А овој колкав? овој Игор Спасов е, така? Да. Па не е Крупен. Го знам јас. А има ли тетоважа овој? Сега не го знам до толку, не ме се Не, прави. затоа што дел кажува дека виделе дека имал тетоважа у бела мајца и имал тетоважа на раката, ама сега Не ми текнува, јас него дали го видов негде на поштат, искрено. ама и тоа сега да Пошто ја добро го знам овој кој е, така да... И тоа Крупен е релативно. Сега за мене Крупен може да биде Да. за мајка ми да биде друг Крупен, пошто е поситна. Да,